На барање на Сдруженијето на пензионери од Кочани, општината додели површина од 8.000 метри квадратни во кругот на старата воена касарна во населбата Шатровик за изградба на регионален дом за стари лица, кој според најавите ќе се гради по пат на јавно-приватно партнерство. Во вчерашната посета на министерот за труд и социјална политика Диме Спасов на Кочани, на која средба присуствуваа градоначалникот Радко Димитровски, представници на општинската власт, председателот на Сојузот на пензионерите на Македонија Драги Аргировски, беше презентирано идејното решение на регионалниот дом за стари лица во Кочани. Председателот на Сдруженијето на пензионери од Кочани Ѓорги Серафимов во уводното излагање истакна дека со изградбата на домот ќе се оствари дамнешната желба на пензионерите од овој крај за ваков сместувачки капацитет. Серафимов истакна дека во подготовката на техничката документација за оправданоста на домот позитивно се изјаснили и останатите здруженија на пензионерите од регионот, од општините Виница, Македонска Каменица, Делчево, Пехчево и Берово, за кои изградбата на ваков сместувачки капацитет ќе биде од огромно значење. По посетата на просториите на Сдруженијето на пензионери на Кочани и видената видеопрезентација на идниот дом на пензионерите, министерот Спасов и градоначалникот Димитровски изјавија: Како што ни информира, веќе општината има обезбедено соодветна локација, изработена исто така и проектна документација за изградба на регионален дом за стари лица. Како што разговаравме, се договоривме да биде објавен јавен повик за пројавување на интерес за изнаоѓање на приватен инвеститор на кој што ќе му се даде оваа локација со јавно-приватно партнерство или пак со продажба со намена за регионален старски дом со капацитет од околу 150 легла. Го видовме проектот, се работи за навистина модерен, енергетски ефикасен проект и ние како министерство ќе дадеме максимална поддршка и на општината и на Сдруженијето на пензионери од Кочани за изнаоѓање на соодветен инвеститор со кој што ќе се влијае на зголемување на капацитетите за старски домови и на отварање на една навистина сериозна институција токму во Кочани. Општината обезбеди детален урбанистички план каде што заеднички со Сдруженијето на пензионери изработивме комплетно документација по сите европски теркови на македонски и на англиски јазик, објект кој што ќе биде енергетски ефикасен, објект кој што ќе биде снабден со геотермална вода која што имаме во општината Кочани и објект кој што очекуваме дека заедно со министерството ќе пронајдеме инвеститори и за кратко време ќе имаме и такви сместувачки капацитети за нашите највозрасни сограѓани. Домот за стари лица, односно пензионерскиот дом во Кочани, според најавите ќе се гради по пат на јавно-приватно партнерство, зашто Сдруженијето на пензионери од Кочани и општината Кочани ќе треба да донесат одлуки за објавување на јавен повик за пријавување на стратешки инвеститор.